Преполовени сообраќајките благодарение на камерите на Safe City, намалена е бројката на смртни случаи. Запознавачите брзината, непочитувањето на правилата и ризичното однесување и понатаму се главните фактори кои придонесуваат за трагедиите. Велат, една грешка зад воланот може да доведе до фатални последици, особено во лето кога високите температури дополнително влијаат врз концентрацијата и заморот. Тие сообраќајни незгоди се многу тешки, посебно во овој летен период, кога температурите се високи, кога високите температури предизвикуваат намалување на концентрацијата на возачите учесници во сообраќајот и на мотоциклистите и на пешаците, на сите кои што се движат, и потребно е посебно внимание и зголемени мерки на внимание за да не дојде до несакани последици. Safe City е голем чекор во безбедноста и во менаџментот на безбедноста на сообраќајот, еден од најголемите чекори меѓу онаму каде што е поставен. Пред инсталирањето на камерите во Македонија во просек по 150 луѓе во годината ги губеа животите на македонските патишта, но не секоја сообраќајка е само последица на грешка на возачот. Понекогаш проблемот може да биде и во самата сообраќајница и несоодветната сигнализација. Недостатокот на сообраќајна сигнализација, тоа се сообраќајните хоризонтална и вертикална, дали се тоа обележување на коловозот или вертикалната сообраќајните знаци, недостатокот од истата е сериозен проблем. Јас неколку пати сум напоменала дека секој, тоа веќе спаѓа доколку е во општините, спаѓа под локалната самоуправа. Сите градоначалници потребно да имаат механизам за кој што ќе ги следат одстранувањата, односно недостатоците на сообраќајни знаци и ќе бидат истите обновувани и одржувани на некој начин. Статистиката покажува позитивен тренд. По воведувањето на системот Безбеден град, бројот на загинати во сообраќајни несреќи е намален за околу 40%. Во периодот од 1 февруари до 22 јуни 2026 година загинале 34 лица, наспроти 55 во истиот период лани. Во истиот период преку камерите биле регистрирани 120.000 сообраќајни прекршоци. Дури 95% од нив се однесуваат на пречекорување на дозволената брзина. Камерите од Безбеден град се поставени во Скопје, Куманово и Тетово, како и на коридорите 8 и 10. Министерот Тошковски најави дека до крајот на годинава проектот ќе биде целосно имплементиран низ целата држава.